Добро вечер, време е за централниот дневник на К1. И денеска на 13-тиот ден од предизборната кампања фокусот повторно го ставаме на активностите на политичките партии, поврзани со предвремените парламентарни избори во изборните единици 3 и 4. Но не ги изоставуваме и најновите информации од Вардарскиот регион Македонија и светот. По настаните на денот почнуваме веднаш. Останете со нас. 13-ти ден од предизборната кампања, коалициите и политичките партии денеска продолжуваат со активностите. Пензионерите ги добија покачените пензии. Со низа активности, учениците од посебното основно училиште Маца Овчарова го одбележа денот на лицата со инвалидност 3 декември. Намалување на невработеноста со отварање на нови фабрики, а со тоа и нови работни места. Развој на руралните средини и подобрување на условите за работа на земјоделците. Ова се само дел од проектите кои ги истакна лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на митингот во Свети Никола. Отварање на нови фабрики и нови работни места, развој на руралните средини, зголемување на поддршката и подобрување на условите за земјоделците. Во оваа насока ќе продолжи да работи ВМРО ДПМН. Ние сме политичка партија која е посветена и сака да помогне на секого во државата. Тоа го правиме и ќе продолжиме да го правиме. Истакна вчера вечер во Свети Николе лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски и носител на кандидатската листа во изборната единица 4. Не само минатиот труд, и програмата која што ја нудиме, наречена реално, и сето она што го нудиме во таа програма е нешто што ќе не донеси до нова голема победа. Но овој пат, освен минатиот труд и освен новата понуда и новата програма, граѓаните имаат и една специјална причина заради која што силно ќе го погазат СДСМ. Најсилно во овие 10 години, најсилно по 10 пат, најсилно затоа што ги поценија. Илија Димовски, носителот на пратеничката листа во изборната единица 3, во своето обраќање потсети на големата невработеност во Свети Николе, која ја остави СДСМ зад себе. Кога СДСМ ја напушти власта во Македонија, во Свети Николе секое утро на работа оделе само 3090 ваши сограѓани. Само 3090 светиниколчани оделе на работа. Денеска тој број е многу поголем. Денеска тој број е точно 5396 светиниколчани кои што секое утро одат на своите работни места. Значи за овие години наназад во Свети Николе се вработиле нови 2306 граѓани од овој град и од овие населени места од околината. Ова се факти. Со изградбата на автопатот Миладиновци-Штип, Свети Николе ќе добие економски развој, истакна кандидатот за пратеник во изборната единица 3 за Свети Николе Благица Ласовска. Новата програма на ВМРО ДПМН и коалицијата нуди реалност, а реалноста веќе ја гледаме. Тоа е автопатот Миладиновци-Свети Николе Штип, кој представува реален развој на општина Свети Николе и цела Источна Македонија. Пред Свети Николчани своје обраќање има и представници на политичките партии, дел од коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО ДПМН. Патната инфраструктура е значаен сегмент во изборната програма реално на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Предвидена е реконструкција на повеќе регионални и локални патишта кои велешани редовно ги користат, рече Ѓорги Коџабашиев и додаде дека коалицијата предводена од ВМРО ДПМН има најобемна и најдобра програма до сега. Во изборната програма реално на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, патната инфраструктура е значаен сегмент. Предвидени се низа проекти од кои директен бенефит ќе имаат граѓаните, истакна кандидатот за пратеник Ѓорги Коџабашиев од партиската говорница. Тој ги потенцираше проектите за наредниот 4-годишен мандат. Реконструкција на автопатот Велес-Градско. На овој автопат ќе се изврши рехабилитација на средната возна лента и на одредени делови каде е оштетена лентата за застанување од должина од околу 20 км.
Буџетот за реализација на овој проект изнесува 2.300.000 евра. Коџабашиев го истакна и проектот подобрување на патна врска од Градско до Прилеп, преку изградба на експресен пат од Градско преку Росоман во вкупна должина од 33,5 километри, како и изградба на повеќе регионални и локални патишта. За нивна реализација владата ќе обезбеди 30 милиони евра. Во општина Велес ќе се реконструираат патните правци од Свилара до село Сливник во должина од 5,2 километри и патот од село Новачани во должина од 800 метри. Предвидена е реконструкција и на други регионални и локални патишта, кои велешани редовно ги користат, рече Коџабашиев и додаде дека коалицијата предводена од ВМРО ДПМН има најобемна и најдобра програма до сега. На пресконференција посветена на образованието, на која кандидатот за пратеник на СДСМ од Велес Панче Иванов произнесе свој став за дисперзираните студии низ државата, вклучително и во Велес. ВМРО ДПМН со реакција остро ја осудуваат ваквата изјава, велики дека за СДСМ и нивниот кандидат за пратеник укажаната можност на младите луѓе од Велес да студираат во својот град, значи разорен високообразовен систем. Валентина Михајловска повеќе на оваа тема. Изјавата на кандидатот за пратеник на СДСМ Панче Иванов дека дисперзираните студии кои се отворија во повеќе градови го срозиле високото образование, најде на остра реакција од страна на ВМРО ДПМН. Тоа не кажува ништо друго освен тоа дека тој и неговата партија СДСМ се залагаат за укинување на дисперзираните студии во нашиот град, рече Бојан Смилевски, подпредседател на УМС на ВМРО ДПМН Велес. Господине Иванов, сте тргнале по лош пат. Ви препорачуваме да не помислувате дека ќе успеете да ги укинете факултетите кои успешно функционираат во Велес. Долги години нашиот град и нашите сограѓани ја истакнуваа потребата Велес да стане студентски град. Тоа што денес Велес е град во кој функционираат факултети дисперзирани студии, тоа што денес Велес е студентски град со преку 2500 запишани студенти, не е разорување на високото образование, туку остварување на повеќе деценискиот стремеж на Велешани. Смилевски истакна дека дисперзираните студии значат давање можност на што поголем број млади луѓе да се запишат на факултет со намалена партиципација за студирање од претходните 800, односно 1200 евра на годишно ниво, на сегашните 200, односно 400 евра, а за дисперзираните студии 100 евра. Тој го потенцираше и проектот за зголемен број на стипендии, како и превод на 1000 стручни и научни книги. ВМРО ДПМН е со нова реакција, овој пат реагираат на пресот на пресконференцијата на кандидатот за пратеник од редовите на СДСМ Панче Иванов. Повеќе за реакцијата од колешката Катерина Нацева. Како наближува 11 декември, катастрофалниот пораз кој ќе го доживеат СДСМ и Панче Иванов, се понебулозни се нивните пресконференции. Господинот Иванов се надева дека граѓаните заборавиле на сите лаги на СДСМ и мисли дека со рециклирање на досегашните губитнички програми во ново пакување ќе успее да ја добие довербата од народот. Вака започнува писмената реакција на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Велес, испратена до нашиот медиум. За СДСМ економската политика значи грабеж на велешките фирми преку криминален процес на приватизација, пишува понатаму. Пакоста што ја направија во велешкото стопанство стави катанци на Порцеланка, Свилара, Брако, Графичар, Велес Пром, Интернационал, Трансвелес, ХИВ, ГП Бетон, ГП Пелагонија и ГП Младост. СДСМ ги распарчи неголемите фабрики во градот и остави илјадници наши сограѓани без работа. Рекордни 16.912 невработени лица остави СДСМ во Велес. За Социјалдемократскиот сојуз независно судство значи директно мешање и контрола во работата на судиите. Прочем, многу добро го паметиме времето кога раководството на СДСМ поставуваше роднини за судии и стечени управници, за потоа фабриките во Велес преку стечени постапки да ги добијат луѓе блиски на СДСМ. Денес
Истите тие суди и стечени управници ги гледаме во првите редови на партиските собиранки на СДСМ. Затоа наместо да се служат со лаги, СДСМ треба да собере храброст и да им се извини на граѓаните поради се она што направија во периодот на криминалната приватизација. Граѓаните не забораваат и токму поради таквите лаги го држат СДСМ што подалеку од власта веќе 9 изборни циклуси поред. Народот одамна ги има прочитано, затоа нема бегање од казната која ќе биде најжестока досега, стои во писмената реакција на Општинскиот комитет ВМРО ДПМН Велес. По примерот на европските земји, ќе се донесе закон за запленување на криминално стекнатиот имот. Ќе направиме генерален реизбор на сите судии во државата и тоа го гарантираме затоа што мора да се ослободи судството од партиските стеги, затоа што секој човек мора да ја добие правдата. Ова го истакна денеска пред новинарите носителот на листата на пратеници од коалицијата предводена од СДСМ во изборната единица број 3 Љупчо Николовски. Мандатот на специјалното јавно обвинителство ќе го продолжиме, рече денеска пред новинарите носителот на листата на пратеници од коалицијата предводена од СДСМ во изборната единица 3 Љупчо Николовски. Мандатот на специјалното јавно обвинителство. Ќе го продолжиме рокот за истраги и ќе предложиме и ќе бараме специјално судско оделение кое што ќе постапува по постапките на специјалното јавно обвинителство, за да секој од бомбите, од прислушкуваните материјали одговара пред лицето на правдата и пред закон. Николовски најавува реизбор на судиите во Македонија со цел ослободување на судството од партиски стеги. Граѓаните мора да бидат коректори контрола на власта, потенцира Николовски. Секој буџетски денар ќе биде на увид на граѓаните. Секое министерство, а особено Министерството за финансии, ќе мора да ги објавува трошењето на секој буџетски денар. Секој граѓанин од дома, од компјутер, ќе може да има увид во како се троши секој народен денар од страна на функционерите, од страна на Министерството. Николовски понатаму ја бара поддршката од граѓаните за реализација на нивната програма Живот во Македонија. Криењето на јавниот долг ќе биде кривично дело, а завршните сметки на сите буџетски корисници и јавни предпријатија ќе се објавуваат на интернет. Ќе се воведе судски и интернет канал на кој во живо ќе се пренесуваат седниците на Уставен суд, Судскиот совет и Советот на јавни обвинители. Ова е дел од она што го најави од партиската говорница кандидатот за пратеник на СДСМ Панче Иванов. Департизација на институциите, работа на владата исклучиво за интересите на граѓаните. Функционерите нема да може да се луксузираат. Ќе се врати криминално стекнатиот имот, а по примерот на европските земји, ќе се донесе закон за запленување на криминално стекнатиот имот. Ова го најави од партиската говорница кандидатот за пратеник на СДСМ Панче Иванов. Ќе се знае кој и зашто ги троши парите на граѓаните на Република Македонија. На интернет страницата на Министерството за финансии ќе стојат сите трошоци на парите на граѓаните и за кои цели се потрошени. Тоа ќе може да го провери секој граѓанин во секој момент од својот личен компјутер. Криењето на јавниот долг ќе биде кривично дело, а завршните сметки на сите буџетски корисници и јавни предпријатија ќе се објавуваат на интернет, додека владата на претенички прашања ќе одговара еднаш неделно, рече Иванов. Ќе воведеме судски интернет канал на кој во живо ќе се пренесуваат седниците на Уставен суд, Судскиот совет и Советот на јавни обвинители. Ќе го ревидираме начинот на исплата на патните трошоци на пратениците кои не живеат во Скопје, за да се спречат сите можни злоупотреби. Пратениците ќе одговараат за поднесување на нереални трошоци. Веднаш по изборите, како што рече Иванов, ќе предложат воведување на специјализирано одделение во судот за постапување по предметите кои се во надлежност на СЈО, рече тој. Фирмите со помал обрт ќе плаќаат помала фирмарина и помали даноци. Развојот на домашните мали и средни предпријатија ќе биде наш приоритет и ќе обезбедиме силна финансиска поддршка за домашните фирми. Ова го истакна денеска на пресконференција кандидатот за пратеник на коалицијата предводена од СДСМ за Кавадарци Битијан Китев.
Изминативе 10 години под власта на ДПМН домашните компании беа постојано рекетирани, уценувани, без причина казнувани и затворени, истакна денеска на пресконференцијата кандидатот за пратеник на коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз за кавадарци Бетијан Китев. Уште во првите 6 месеци ќе ги намалиме казните, ќе воведеме праведност и кај казните и кај даноците, додаде Китев. Помалите фирми ќе плаќаат пониски казни. Сегашната политика на казнување ги доведува малите компании до затварање со само една изречена казна. Ова не е праведно и ние тоа ќе го промениме. Исто така, фирмите со помал обрт ќе плаќаат помала фирмарина и помали даноци. Развојот на домашните мали и средни предпријатија ќе биде наш приоритет. Ние ќе обезбедиме силна финансиска поддршка за домашните фирми. Ќе го помогнеме нивниот развој со цел заедно да создадеме подобра економска иднина и да отвориме многу нови работни места. Многу земји во Европа практикуваат ваква поддршка со голем успех, а ние ќе ги следиме добрите европски примери, потенцира Китев, додавајќи дека уште во првите 100 дена од мандатот ќе ги подмира долговите од ДДВ и другите обврски на државата кон компаниите, а секоја наредна обврска ќе се плаќа навремено. На овој начин ќе ја подобриме ликвидноста на домашните компании. Понатаму, ќе обезбедиме 140 милиони евра директна поддршка на домашните предпријатија. Досега годишно во просек се издвојуваа помалку од 200.000 евра за поддршка на домашните мали и средни предпријатија. Ние сметаме дека тоа е недоволно за развој и затоа уште во првата година ќе ги поддржиме домашните фирми со 20 милиони евра, додека во последната година од мандатот за истото ќе издвоиме 50 милиони евра. Ќе обезбедиме и бесплатни деловни простории и услуги за новите компании. Поради проблемот со кој се соочуваат новите компании со неможност да си обезбедат соодветен простор и високи трошоци за одржување на компанијата, ние ќе создадеме стартап центри во општините, каде новите предпријатија ќе можат да добијат бесплатен деловен простор и услуги како одржување сметководство, рече Бетијан Китев на денешната пресконференција. Според законските прописи во Република Македонија во пензија се оди на 64 години за мажи и 62 години за жени. Министерот за финансии Кирил Миновски, одговарајќи на новинарско прашање, истакна дека нема да се промени старосната граница на вработените за заминување во пензија, но на што ќе се знае дека пензионерите овој месец ноемвриската пензија ја добија зголемена за 670 денари. Во месец декември пензионерите ќе ја добијат ноемвриската пензија зголемена за 670 денари. Зголемувањето на пензиите најмногу ќе го почувствуваат пензионерите со пониски пензии, кои ќе добијат подостоинствен живот. Велешани велат дека на овој начин ќе се подобри нивниот семеен буџет и нивната социјална и материјална сигурност. Мислам дека е добро, пошто јас сум пензионер. Сметате ли дека на овој начин ќе се зголеми семениот буџет повеќе? Па, сигурно. Малку, пак друго е. Па добре, чим има покачување. Со големо задоволство би ја примил таа пензија и следната. Ќе проживе некој задоволство. До сега со зголемувањата на пензиите просечната пензија е зголемена за 70, а минималната за 90%. Со ова зголемување бенефит имаат повеќе од 300.000 пензионери во државата. Со низа активности, учениците од посебното основно училиште Маца Овчарова го одбележа денот на лицата со инвалидност 3 декември. Една од назначајните активности која е застапена 20 години наназад е Републичката ликовна колонија која што секоја година е во покровителство на општина Велес, како и вчерашниот целовечерен хуманитарен концерт кој што се одржа во Велешкиот театар и останати други активности. Директорката на посебното основно училиште Маца Овчарова, госпоѓа Снежа Стојановска, изрази голема благодарност за поддршката што ја дава локалната самоуправа. Чест ми е денеска да ве поздравам. Чест ми е што сте во овој број. Денес е голем ден
ден каде што се подадени сите ваши раце, ден на хуманоста. Чест ми е да ве поздравам во името на учениците и вработените од посебното основно училиште Маца Овчарова од Велес. Би сакала ова да биде секој ден. Би сакала 3 декември да е секој ден и секој ден да се гледаме во овој број вака со вашата хуманост. Друштвото на ликовни уметници на Македонија вчера вечер премиерно се представија пред кавадаричката публика со проектот Експериментален цртеж. За прв пат овој проект е поддржан од Министерството за култура на Република Македонија. Со оваа изложба ДЛУМ одбележа 70 години од своето постоење. Изложбата Експериментален цртеж вчера вечер премиерно беше представена пред кавадаречката публика. Голем број љубители на уметноста дојдоа да ги видат делата изработени од членовите на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Ова е голем проект на најстарото и најбројното ликовно здружение кај нас, зад кое стои поддршката од Министерството за култура на Република Македонија, кое се докажа со присуството на министерката Елизабета Канчевска-Милевска. За изложбата говореше директорот на Домот на културата Владимир Темков. Кавадарци треба да е среќен и среќен е сигурно покрај овој настан кој што го збогатува министерката. Имаме настан кој што е на високо ниво на Република Македонија. Поточно Друштвото на ликовни уметници на Македонија премиерно за прв пат во Кавадарци ја отвара, ги диспрезира своите активности и ја отвара оваа изложба токму во Кавадарци, каде што голем дел од уметниците од Македонија се обидуваат да покажат се она што знаат во областа на експерименталниот цртеж. Самата изложба е всушност еден сублимат на микс на техники кои што се поврзани со цртежот, како сликарството, графиката, графитот, дигиталната уметност и слично. Тоа всушност го доловува сопствениот идентитет на уметниците да се представат со едно видување на употребата на цртежот. Овде истовремено има примери на третирање на принтот, на фотографијата, кои што нормално со една електронска обработка го даваат крајниот резултат како цртеж. Со оваа изложба Друштвото на ликовни уметници на Македонија одбележа 70 години од своето постоење. Она што се нарекува 70 години јубилеј на Друштвото на ликовни уметници, кој што токму оваа година ја славиме, до крајот ни остануваат уште 2 проекти кои што ќе бидат во Скопје, верувам дека тие ќе бидат дисперзирани. Би сакал да ги поздравам сите оние мои колеги и членови за малкумина од нив кои што се од натрешноста да циркулираат малку повеќе кон Скопје и да бидат наши драги гости членови, бидејќи од неодамна Друштвото на ликовни уметници стана членка во Светската организација на ликовни здруженија која што е под УНЕСКО, каде што го имаме оној најголем бенефит, тоа се оние меѓународни картички со кои што секој наш член ќе си добие картичка која што е валидна како наша членска карта, а таа истата ви овозможува бесплатно влегување по сите светски музеи. Изложбата беше организирана во рамки на манифестацијата Кавадаречка културна есен, за која беа реализирани повеќе од 70 настани изминативе 2 месеци. Министерката имаше можност да ги види реновираните простории на Домот на културата Иван Мазов Климе. Шеесет пакетче со тревкаста материја, најверојатно наркотична дрога марихуана, со тежина од околу 30 килограми пронајдени се синоќа на граничниот премин Долно Блаце при контрола на автомобил Крајслер со шведски регистарски ознаки. Автомобилот, како што соопшти денеска МВР, бил управуван од лицето ТБЛА 53 од Шведска. При деталната контрола пакетчињата се пронајдени во посебно направен бункер во патосот на возилото завиткани со салотейп и алуминиумска фолија. Од страна на Царинската управа, странскиот државјанин е задржан за натамошна постапка. Вестите од Македонија во продолжение.
10 македонски компании денеска добија признанија за македонски квалитет за 2016 година, што ги доделува Сојузот на стопански комори на Македонија под покровителство на председателот на Република Македонија. Токму како што нагласи покровителот на манифестацијата, председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, само со постојан развој и напредок на домашните компании може да се очекува економски развој на државата. Само со постојан развој и напредок на домашните компании можеме да очекуваме економски напредок на Република Македонија. Затоа посакувам на граѓаните, но и сите други компании да се развиваат и да го подобруваат квалитетот на своите производи. За истовремено со нивниот раст да расте и нашата економија. При тоа, тие не треба да ја заборават општествената одговорност која е одлика на успешните и големите. И затоа е неизоставен дел од секоја успешна економија и од секоја развиена општество. Признанија добија Кодин Горска, Термалифт, Специјал Продукт, Грин Агро, Мирана, Конти Хидропласт, компанијата Велковски, Голден Арт, ТТ Пласт и ансамблот Македонија. Според председателката на Сојузот на стопански комори Даниела Арсовска, наградените компании се позитивен пример за нашата земја и секој во својот сектор ја представува Република Македонија во вистинско светло. Ова манифестација има за цел да ги поттикне домашните инвеститори кои се вистински амбасадори на нашата земја со својот квалитет и вложување во својата успешна работа. Во Сојузот на стопански комори на Македонија членовите покажуваат особена динамика во својот развој, имаат предприемачки дух, современи се и следат на високите достигнувања во бизнис светот и инвестираат и се успешни во сопствената работа. Сите се позитивен пример за нашата земја и секој во својот сектор ќе представува Република Македонија во вистинско светло. Манифестацијата се одржува секоја година во знакот на оддавање признание и промовирање на деловните успеси на македонските инвеститори за тековната година. Целта е да се поттикнат македонските инвеститори да продолжат со својата успешна работа и да вложуваат во квалитетот на своите производи. Викендов во Скопје продолжуваат промотивните настани за органско земјоделство што ги организира Федерацијата на производители на органски производи на Македонија со поддршка на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Овој проект е дел од манифестацијата Денови на органското производство 2016. Како што информира Федерацијата, потрошувачите се запознаваат со производителите и нивните производи, а преку организираните информативни и едукативни содржини имаат можност да се стекнат со нови знаења и подетелно да се запознаат со правилата и начините за органското производство. Програмата предвидува и мини квиз на кој посетителите купувачите ќе го покажат своето знаење за органското производство, а за тоа ќе бидат и наградени. Продолжуваме со вестите од светот. Оваа сабота, како и сите изминати денови, Балканот не престанува да се тресе, а не престанува ни Европа. Регистрирани се повеќе потреси од рано утринава. Повеќе земјотреси со различен интензитет има во повеќе делови на Турција, како Италија. Се стреси и Грција, земјотресот бил со јачина од 4,3 степени по Рихтер. Потрес кој спаѓа во умерените потреси. Се стреси и Албанија, и таму потресот бил со 2,4 степени по Рихтер. Гамбискиот лидер Јахја Џамел го прифати поразот на председателските избори 22 години откако со воен удар дојде на власт. Џамех вчера во обраќањето кое го пренесуваше гамбиското државно радио изјави дека нема да ги оспори изборните резултати кои покажале дека опозицијскиот кандидат Адам Бероу победи. Гамбиската централна изборна комисија соопшти дека на завчерашните председателски избори победи кандидатот на опозицијата Адам Бароу. За него гласаат 45,5% од граѓаните или 263.515. Џамех освои 36,6% или 212.099 гласа. На третото место е кандидатот Мама Канде со освоени 17,8% или 102.959 гласа. И тројцата кандидати се родени во 1965 година, кога Гамбија прогласи независност. Гамбија е поранешна британска колонија, а право на глас имаат 890.000 граѓани од вкупно 2 милиони жители.
Турската крајбрежна стража евакуираше екипаж на руски товарен брод Волгодон 203, кој вчера бил во близина на Истанбул, изјавија представници на рускиот конзулат во градот, јави ТАСС. Животот на членовите на екипажот не е загрозен. Крајбрежната стража ги евакуира, изјавил портпаролот на конзулот, додавајќи дека бродот се насукал поради неповолните временски прилики, проследени со силен ветер во Босфорот. Агенцијата Анадолија јавува дека ова е втор ваков инцидент кој вчера се случил во Истанбул, бидејќи во текот на денот уште еден брод се насукал поради ветрот и неговиот екипаж исто така е евакуиран. Рускиот брод дошол во близина на истанбулскиот дистрикт Картал, на азиската страна на градот и на брегот на Мраморното море. Денеска имавме сончево време со мала до умерена облачност и со слаб ветер претежно од североисточен правец. А што се однесува до температурата, таа ќе се движи од 2 до 9 степени. Да ги погледнеме деталите. Со информациите за временската прогноза го означуваме крајот на овој дневник. Имајте пријатна вечер со програмата на К1.